Кашлица од која застанува здив не е шега, може да биде знак за нешто посериозно. Се почнува како обична настинка, завршува со гушење и стегање во градите. Лекарите велат не ја подценувајте, зад неа може да се крие сериозен проблем со белите дробови или грлото. Како да ја препознаете и кога е време за лекар, објаснува доктор Томица Наков од Итната медицинска помош во Штип. Имаме, да кажеме, два типа на кашлици, кои што едната е сува, другата е продуктивна. Кај сувата почесто се среќава таа симптоматологија која што ја кажувате вие, значи толку многу е, нели, јака и нема никаков нема никаков искошлок од неа, доаѓа до спазам на самите дишни патишти и доаѓа до тоа чувство као да не може да се издиши. Ама сепак, тоа е сега на прегледување од око. Тоа треба да се отиде кај лекар, да се стави слушалка, бидејќи додека не се слушне што има во белите дробови, дали има некои свирежи или е чист белиот дроб, не можеме да бидеме сигурни во таа работа. Кашлицата може да потекнува точно од заболување на белите дробови, а може да потекнува и од надразнување на ларингсот, значи на некој вид на некој ларингит, кој што белите дробови не се зафатени, ама за тоа зафатени ларингсот, односно горните партии на дишните патишта, кои што може да ја предизвика таа кашлица. Ако веќе 4 дена граѓаните не можат да се ослободат од кашлицата, Наков вели не чекајте да помине сама. Може да се работи за бронхит или пневмонија, кои ако не се фатат навреме, знаат да направат проблем. Ако имате упорна кашлица која што не поминува, да кажем, или не се ублажува во наредните 2-3 дена од нејзината појава, добро е да се јават на лекар, бидејќи можно да лежи позади тоа некој акутен бронхит, некоја акутна пневмонија која што треба навремено лекување. Инаку лекарите понатаму апелираат да не се потценува кашлицата што трае со денови. Навремената посета на лекар може да спречи посериозни компликации.